легендарни порти на пеколот, што всушност можете да ги посетите. Под 1. Портата на Адот, или наречена портата на Плутон, е основана околу 190 година пред нашата ера во античкиот град Хиераполис, кој денес се наоѓа во јужна Турција. Археолозите го откриле ова долгогодишно религиозно место во 1965 година и брзо го препознале присуството на задушувачки јаглерод диоксид. Комплексот на храмот бил изграден на врвот на пештерата, за која се верувало дека е врата кон земјата на мртвите поради отровните гасови што ги испуштала. Историските извештаи опишуваат чудоста на птиците кои летаат во испарувањата и паѓаат мртви. Многумина исто така ги наведуваат своите искуства со жртвување на животните во малата пештера. Во храмскиот комплекс чии скали водат во пештерите долу храмот, Плутон бил поддржан со такси што се посетителите ги плаќале за да се тестираат на гасовите на локацијата на животни или да постават прашање на Плутоновиот оракле кој добивал мистични визии. Под 2. Пештерите до Ксибалаб. Во митологијата на маите, земјата на мртвите била голем жив град наречен Ксибалба, кој бил полн со тестови и стапици, така што дури и патиштата зборуваат за патниците за да ги збунат. Древните маи верувале дека пештерите и тоновите се влезови во она место на стравот, така што многумина го гледале огромниот систем на пештерата под Белизе, како еден таков влез. Низ вековите подземните реки излабиле милји пештери во основа под овој град, а неговите жители долго време фрлале жртви во нивните отвори, за да ги смират боговите од злато до храна. Па дури и човечки жртви, слично како Ксибалба, лесно е да се изгубите во пештерите, особено затоа што многумина остануваат немапирани. Меѓутоа, постојат и други порти кон овој град на мртвите. Под 3. Планината на стравот. На оддалечениот полуостров Шимокита во централна Јапонија, калдерскиот вулкан наречен Јаке Јама или планината што гори е опкружен со приказни за влезови во подземниот свет, со јагленисан и вулкански пейсаж од разнесени карпи и јами што клокотат и сулфурни испарувања. Не е ни чудо што луѓето оваа планина ја нарекуваат планината Страв. Сепак областа исто така долго време се сметаше за свет простор, со блискиот поток што се влева во езерото Усори, кое се смета за една од 4 реки Сензу во Јапонија. Овие се поврзани со реката од 3 премини кои им дозволуваат на духовите на мртвите да влезат во задгробниот живот според будистичкото верување. Соодветно на тоа, најверојатно ќе видите статуи на Буди, на пеколот и чуварот на децата. Џизон на бреговите на реката се понуди од играчки облека и камења за да им помогнат на мртвите да проложат во својот свет и својот тамошен живот. Под 4. Портите на Гвинеја. Во Вуду душите на мртвите престојувуваат во Гвине, дел од подземјето каде што чекаат пред повторно да се соберат со своите сакани во задгробниот живот. Со него управува баронот Самеди, божество поврзано со смртта и повторното раѓање, кое ги чува раскрасниците за движење меѓу световите. Вообичаената легенда раскажува за 7 порти низ кои треба да се помине за да се влезе во Гвинеја, вклучувајќи ја следнава рима: 7 ноќи, 7 месечини, 7 порти, 7 гробници. Многумина го гледаат ова како метафора за неделата. По смртта, кога душата поминува низ портите кон земјата на мртвите, другите го гледаат како водич за физичка порта во Њу Орлеан, што може да се најде со мапирање на распетието на Самеди на улиците и гробиштата во францускиот кварт.
кога ќе се отворат во правилен редослед и со соодветно смирување на секој лој што го ги чува, можете да внесете гвине. Под 5. Портите на Њу Џерси во округот Пасаик. Полунапуштениот канал за бура Веасел Брок е наводно портата кон пеколот. Ова е стар систем на тунели со високи зоблени камени тавани е исполнет со графити, отпадоци и безброј приказни за морничеви случувања. Локалните жители и љубителите на паранормалното исто така известуваат за неочекувани морници, чудни предмети, вознемирувачки звуци, тропања, трупови во распаѓања, превртени крстови и човечка фигура која трча со нечовечка брзина наречена Red Eye Mike. Според легендата, 7 темни тунели исполнети со вода водат во лавиринтска серија на пасоси кои се поблиску и поблиску до ѓаволот. Исто така постојат приказни за ѓаволска соба до која може да се пристапи само со кревање на неверојатно тешки секири што ја блокираат вратата и за состанок на поглавието на Ку Клукс Клан во овие чудни пештери. Попрактично, одводот на Васел Брок брзо се поплави при силен дожд од штетни гасови од вулканските пејзажи од другиот свет. Овие врати до непознатото сите го делат во необјаснивото. Како резултат на тоа, секој од овие влезови во подземјето ја потикнува имагинацијата. Можеби тоа е причината зошто тие живеат долго, откако системите на верувања зад нив паднаа во немилост. Кога ги барате, бидете подготвени за повеќе прашања отколку одговори и уживајте во патувањето на другата страна.